Беше тоа на 11. јуни 1869 година, кога Македонската црковна училишна општина во Неврокоп упати писмо до Великиот везир во Цариград, во кое бараше решавање на црковното прашање преку поставување владика од словенско потекло. Чувствувајќи опасност, Цариградската патријаршија го заостри курсот и ги активира своите органи на теренот против воведувањето црковнословенски јазик во црквите и македонски јазик во училиштата. Почна гонење на се што е словенско од страна на грчките владици и тогаш биле уништени голем број словенски ракописи и богослужбени книги. На 11. јуни 1876 година во Охрите родена Јанка Каневчева, македонска револуционерка, учесничка во македонското револуционерно движење, член на Македонската револуционерна организација. Во организацијата учествува во револуционерната женска група на учителката Славка Чакарова-Пушкарова од Струга, заедно со Љуба Ќупева од Велес и Амалија Примџанова, подоцна сопруга на Климен Шапкарев. Го помагала дејствувањето на Тморо, меѓу другото и со испраќање облека за четите, преписки и други потреби за организацијата. Таа била блиска пријателка на Гоце Делчев и негова свршеница. По неговата смрт се омажила за неговиот верен другар и долгогодишен соборец Михаил Герџиков. На 11. јуни 1902 година во селото Ракитница Крушевско во борба со турската војска загинал Веле Марков, македонски револуционер, социјалист, член на Тморо и војвода. Во борбата загинале и неколкумина негови соборци. Веле Марков е роден во селото Селце Крушевско во 1870 година.